Министерството за здравство со поддршка на Светска здравствена организација УСАИД и УНИЦЕФ од понеделник почнува со караван за вакцинација против COVID-19 кој ќе опфати 14 локални заедници во државата. На 24 март на плоштадот во Струмица граѓаните кои не ја примиле вакцината ќе можат да го сторат на плоштадот. На секој од овие места во согласно со распоредот граѓаните ќе имаат и можност да се вакцинираат и да се информираат за придобивките од имунизацијата против COVID-19. Исто така, на овие локации граѓаните што се вакцинирани во странство ќе имаат можност да се евидентираат и во системот Мој термин. Имајќи во предвид дека невакцинираната популација има голем ризик од смртен исход од COVID-19 во споредба со вакцинираните. Тоа значи дека голем дел од популацијата останува незаштитена. Одлуката за вакцинација не треба да се одложува. Вакцинирањето е побезбеден начин за заштита на здравјето отколку инфекцијата со вирусот, која може да доведе до смртен исход, а бустер дозите овозможуваат континуирана и максимална заштита. Покрај активностите од караванот за вакцинација, кои ќе се реализираат во следните 2 недели и ќе опфатат 14 локални заедници, граѓаните имаат можност секој ден да се вакцинираат и во здравствените домови во државата. Инаку статистичките податоци покажуваат дека се намалува старосната граница на заразени од коронавирусот кои развиваат тешка клиничка слика на болеста. Меѓу последните евидентирани хоспитализирани и смртни случаи предизвикани од компликации на COVID-19 во земјава има се повеќе млади лица кои се на удар и во голем ризик во четвртиот бран на пандемијата. Така што со овој караван целта е да се приближат до можноста за вакцинирање до сите категории на граѓани кои досега не се вакцинирале. Вакцините кои се користат се сигурни и безбедни, здравствените домови располагаат со доволни количини. Вакцинацијата останува најефикасна заштита од заболување на развивање на тешка форма на болеста, хоспитализација и смрт, а колективниот имунитет е единствениот начин да се поведе пандемијата. Децидни од Министерството за здравство.